Bi sakal da ja iskoristam možnost i da ja pozdravim ova ubava ideja, inicijativa na izdavačkата kuća Antolog za pokrenuvanje na prv sajem na knjigi online, nešto što u ovije denovi vo vremeto na korona krizata navistina može da znači ubava alternativa za site ljubitelji na literaturata i na pišani od zbor. Ja s ovdje kada što se naođam i kada što živim u Skandinavija, momentno nema strogi pravila na izolacija, na karantin, no sepak se razbira deka temata na koronavirus od na širenjetu na zarazata je sve prisutna. Isto tako i preporakite za socijalno distanciranje, za predpazljivost, vнимателност во комуникацијата и контактите во јавниот простор. Тоа на сите впрочем не е потребно во овие денови и се надеваме дека во добро здравје ќе можеме и да се радуваме и на убавиот пишан збор токму сега и овде. Ете како еден поздрав до сите читатели на Антолог и до издавачката куќа со која имав можност да соработувам во изминативе години, пред се на преводна литература, на преводна дела од познати шведски писатели, а се надевам во иднина може би со некој авторски труд. Би сакал како свој прилог за саемот да прочитам една песна, моја песна од стихозбирката Метаморфози крај патот, која сепак ја допира темата на изолацијата во социјалниот живот. Песната е под наслов Едно попладне во Осло, значи на нордиски мотиви. Северната светлина има ли форма за неа? Во попладневните треперења крај патот, кога го исполнува ситното болскотење меѓу снежните кристали и семоćната тишина на неонската дискреција, на студениот асфалт најдобро се доживува во молчење. На платото пред железничката станица, еден старец со шише вино, на клупата крај него, на местото за пријателот, што веќе со децении го нема, не доаѓа. Погледот на старецот бега пред чекорењето на минувачите, патниците со идентичен недостиг. Карпе дием, со тромос во прстите се топи силата на далечните фјордови, во осаменоста што се крие за секој агол и на пероните каде што пругите завршуваат, но сепак улиците во метрополата се среќаваат според утврдени правила, бидејќи не постои тага што би била само нордиска.